Јас сум Ана, ова е Вања и двете ги играме Лорет. Она е оригиналната Лорет, а јас сум куклата Лорет. Але и јас сум Лорет. И ова е една моја приказна. Јас сум Лорет. Кога се појави Вања на една проба, можам слободно да кажам дека представата се зема еден сосема друг тек. Ќе наречам Вања актер на овој процес, професионален актер, каде што со незиниот пулс на представата и даде сосема друга димензија. Тоа го сетивме сите ние што сме во проектот и точно е тоа дека кога ќе се запознае човек со различностите или кога ќе се судири со различностите, тој почнува самиот да се менува. Не се менуваат и ние се менуваме. Ние тогаш сваќаме кои сме ние. Што сакаме да направиме. Оваа представа ја направи Вања, ја направија родителите на Вања, ја направија незините браќа, ја направивме ние како актери. И режисерката собра се од тоа што се случуваше на пробите, ја направивме таа представа и премиерата беше големо изненадување и за нас, и за публиката, а за нас беше изненадување зашто ја видовме Вања таква како што сакавме да ја видиме. И видовме дека Вања е различна, а сепак иста како сите нас. Во многу ситуации сакам да кажам дека и ние сме се нашле на местото на Лорет, ликот Лорет. Многу пати сме се почувствувале како да не припаѓаме на некое место, во некое друштво, во некоја ситуација, да се прашуваме кои сме ние, што сме ние. Така да не станува збори, не обработува само темата за луѓе со Даунов синдром, иако тоа е примарната цел. Сум горд што имаме ваква представа затоа што ја вративме всушност и примарната улога на театарот. Не дека е грешка театарот, луѓе да идат во театар заради забава, меѓу другото театарот е малку да ни пружи забава и релаксирање, но мислам дека и сметам дека главната цел некако и улога е да учи, да подучува, да едуцира. Нас као родители ово е више од представе. Значи, ова деца не траже сажалење, него просто да им се пружи прилика и шанса да буду видена, пошто и они имају желју, сан да остваре. Битна е подршка, да се пружи подршка и да се пробуди свест у јавности, а кад се свест пробуди, значи многу е лакше, се може каснije. Имавме една сцена каде што доволно беше еден допир, каде што ја имавме таа болка зошто нашето дете е неприфатено. И тоа беше нашата порака. Мислам дека во нашата игра требаше да се види тоа колку на луѓето, на родителите пред се им значи прифаќањето. На крајот на денот сите сме исти, сите треба да негуваме љубов, среќа и насмев ќе да делиме во безброј количини. Тоа треба да го научиме од Лорет сите. Мислам дека последните две реплики се клучни и тоа е: а вие кои сте и што ве прави среќа?